На почетокот на август, светски познатата филмска ѕвезда Џон Малковиќ ја изненади македонската јавност. Најави изградба на филмски студија со холивудски стандарди во Скопје. We have decided to call the project Stonebridge Studios to honor the rich culture and incredible history of the people of Macedonia. Во изјавата за која на Малковиќ очигледно му требаше подсетник под камерата, тој како коинвеститори спомна и други актери. Едниот од нив, Мет Дилон, повторно го актуализираше проектот на почетокот на септември. Добро вечер, Македонија. Мојот добар пријател и колега, Мофет, ме покани да бидам дел од возбудливиот проект на Stonebridge Studios и со нетрпение очекувам да го посетам Скопје кога ќе се пробиеме на овој значаен проект. Актерите се дел од поголема група и проект кој сака да добие статус на стратешка инвестиција во земјава, а барањето подолг период чека на одлука од владата. Кој, каде, што и зошто планира да гради во земјава. Качанички е колоквијалното име на патот по кој се влегува и излегува од северо-западот на Скопје. Неговите први километри се протегаат покрај неизградено земјиште, кое припаѓа на најголемата касарна во земјава Илинден. Веднаш потоа се веќе густо изградените село и индустријска зона Визбегово. Сето ова значи дека неизграденото земјиште во касарната Илинден ги представува потенцијално најголемите празни парцели за градба, кои се релативно блиску до центарот на Скопје. Токму на овој простор око фрлиле инвеститорите, меѓу кои се актерите Дилон и Малковиќ. Формално групата инвеститори се обединети во субјектот STP Capital Partners. Тие вела дека нивниот примарен проект на Качанички пат е наречен Скопје Технолоджи парк. Според нивниот бизнис предлог, 44% од просторот ќе биде изграден со деловни објекти, 29 со хотели, а 27 со стамбени згради. Во деловните објекти инвеститорите планираат изградба на центри за сајбер безбедност, бизнис инкубатори за IT компании, но и IT академии за студенти. Нема место за филмските студија што ги промовираа Малковиќ и Дилон. Тие се спореден проект кој би се градел во слободната економска зона Тирс-3, на земјиште од 10 хектари во близина на Скопскиот аеродром. Еден од главните протагонисти во проектот е србинот Иван Видаковиќ. Вели дека почнале пред 2 години. Инвестицијата ќе тежи од 200 до 250 милиони евра и дека контактите со македонската влада се од времето на премиерот Зоран Заев. How we create this platform? We did practically tailor-made project in coordination with the government by support of former PM Mr. Zoran Zaev. This even goes before in the past when we initiated first step. At that time this was very good project, but not mega project which is right now. Локален бизнис партнер е Неби Хоџа, председател на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, но тој привремено е надвор од земјава. Причината што проектот постои само на хартија, според инвеститорите, е тоа што владата одолговлекува со одлуката по нивното барање за доделување на статус на стратешки инвеститор. Пари за инвестициите, вели Видаковиќ, има, иако не кажува во детали и од каде. Money will come in coordination and in synergy with local partners and developers, from us, from private funds, and then other partners, which they will come in second phase, they will keep investing in the project. So this is not an issue. I know that it looks like 250, but in real numbers, this will be the project which will maybe bring 1 billion, this platform, by time, in 3 to 4 years. Со оглед на фактот што повеќе од половината на технолошкиот парк би биле хотели и станови, го прашавме Видаковиќ дали е можно нивната инвестиција, спакувана под атрактивно име, да се сведе на стамбен угостителски проект, честа приказна во земјава. This group of people are people which they don't do monkey business. They are doing real business. I agree that you have opportunistic business people, that you have crooks, but please check biography of those people and tell me, they would come to Macedonia now after such a big career which they have to make those kind of businesses. No, this is not the way how we are take business.
Зошто STP Capital Partners бара да биде стратешки инвеститор и ја чека владата, наместо сама да си го купи земјиштето и да гради? Ова прашање му го поставивме и на Видаковиќ, но и на актерот и соинвеститор Доналд Ворен Мофет, кој е задолжен за делот за филмските студија во Тирс 3. Ни одговори дека целата инвестиција ќе биде полесна и поедноставна ако комуницираат само со централната власт, како стратешки инвеститор. Once the government approves the project and gives us the special investor status and the land transfers to Ivan and his partners, then I can begin raising money for the film and television studio, some of which I've already done. But the key right now is that we're waiting for government approval on the special investor status. So, right now, the project is thought to be a 10-hectare project. 2.4 hectares of that will be built out. Но зошто некој би дошол да снима филмови во Северна Македонија? Односно, која е логиката да се градат холивудски студија од десетици милиони евра во земјава? Мофет вели, ниски даноци и ефтина работна сила. So that when someone comes and works at this studio, this is the advantages they have. I need to present this package to investors and say, look, if you invest in this studio, you have an incredibly low wage rate compared to the rest of Europe. You have a very educated workforce, and you get all of these tax benefits. Приказната за филмските студија, која првично е приказна за технолошки парк на Качанички пат, не престанува да добива јавна подршка. Деновиве, 27 филмски и музички уметници упатија писмо за подршка, меѓу кои Драган Бјелогрлик, Мики Манојловиќ и македонскиот актер Тони Михајловски. Притисокот е насочен кон владата, каде барањето е доставено пред 9 месеци. Процедурата и условите за добивање на статус на стратешка инвестиција е иста за сите добиени барања за стратешки инвестиции. Ви информираме дека најдоцна за 1 месец ќе има одлука во врска со поднесениот проект. Кога станува збор за локацијата за градба, тоа е одлука на инвеститорот. Земјиштето крај Качанички пат во најголем дел е државно. Бидејќи е на атрактивна локација, неговата евентуална продажба би донела неколку милиони евра во државната каса. Но ако земјиштето се даде на стратешки инвеститор, нема да има пари од продажба. Според Законот за стратешки инвестиции, статус на стратешки инвеститор се доделува на инвестиции што може да допринесат за економски пораст, да потикнат вработување и примена на нови технологии, но пред се, реализацијата да биде од јавен интерес. Ке го добие ли Скопје холивудскиот шмек и гламур? Или пак ова ќе биде уште еден проект, што не ги оправдал очекувањата и најавите?